Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Бог нека биде со вас, нека ве води и нека ве благословува секогаш и да ве чува од секое зло. За денеска имам еден текст од Евангелието според Матеј, 5 глава, каде што се зборува за блаженствата. Тамо е запишено вака. Кога Исус виде многу народ, се искачи на гората. И откако седна, му пристапија неговите ученици и кога ја отвори својата уста ги поучуваше велејќи. Блажени се бедните во дух, зашто е нивно небесното царство. Блажени се оние кои тегуваат, зашто тие ќе бидат утешени. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се кои гладуваат и жедуваат за правда, зашто тие ќе бидат наситени. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени Божи синови. Блажени се оние кои се гонети поради правда, зашто е нивно небесното царство. Блажени сте кога ќе ве навредуваат и гонат и говорат против вас лажно секакви зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Вие сте солта на земјата, но ако солта стане блуткава, со што ќе се осоли? Веќе нема сила за ништо, освен да биде фрлена надвор и луѓето да ја изгазат. Вие сте светлината на светот. Град кој лежи на рид не може да се сокрие. Ниту се пали светило, за да свети под житно мерило. Туку на светилник им свети на сите кои се во куќата. Така нека свети и вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е на небесата. Ова е запишено во Евангелието според Матеј 5 глава од 1 до 16 стих. Накусо ќе ги разгледаме овие блаженства. Всушност, зашто станува збор? Тоа е карактерот на граѓаните на небесното царство. Во првиот стих ни се вели: кога виде Исус многу народ, се искачи на гората и откако седна му пристапија неговите ученици и кога ја отвори устата своја ги поучуваше велејќи. Многу е важно кога Исус ќе ја отвори устата. Секогаш кога ја читаме Библијата, тоа треба да го имаме на ум, дека Исус тоа го кажал, ја отворил устата и треба да се поучиме. Исусовата проповед започнува со блаженствата или благословите. Самиот збор блаженство, блажен значи среќен, човек кој е исполнет со среќа, со задоволство. Во тие благослови или блаженства, во нив се прикажува карактерот на Христовото царство. Карактеристиките кои се опишуваат и одобруваат се спротивни на оние што се ценат во овој свет. Точен опис на човечкиот род може да се даде само ако се земат предвид овие блаженства што ги прочитавме. Првото блаженство вели вака: блажени се бедните во дух или по дух, зашто е нивно небесното царство. Првиот благослов се однесува на сиромашните по дух или бедните по дух. Тоа не се однесува на вродена способност, на човечки избор и дисциплина. Сиромашни по дух се оние кои ја признаваат својата беспомошност и се потпираат на Божјата семоќност. Тие чувствуваат длабока духовна потреба, а нејзиното задоволство го наоѓаат и го гледаат само во Бог, во ништо друго. Небесното царство им припаѓа на таквите, сиромашни, бедни луѓе, кои ја отфрлаат својата безобразна гордост и своето себе издигнување и се надеваат само во Бог. Потоа имаме блажени се оние кои тагуваат, или во други преводи вели оние кои плачат, зашто тие ќе бидат утешени.
Блажени се оние кои тагуваат, зашто еден ден тие ќе бидат утешени. Тоа не се однесува на тагување заради тешкотиите на животот. Може и така да се свати, но тоа е тага поради што човекот, искусувајќи го заедништвото со Исус, тој активно соучествува со Исус во болките и гревот на светот. Тоа подразбира да се почувствува Христовата тага и жалост, што ги чувствува тој. Гледајќи го паднатиот свет отуѓен од Бог, тој тагува заедно со Бог. Меѓутоа, тоа вклучува не само тага заради човековиот собствен грев, туку и тага поради ужасната гледка на светот и неговото отфрлање на Спасителот. Тие што се жалосни тагуваат заради своите гревови и гревовите на светот, еден ден Бог ќе ги утеши и ќе ја избрише секоја солза од нивните очи, како што е запишано во Откровение 21 глава 4 стих. Тагите се привремени, ќе поминат, а за неверните сегашната тага е предвкус за вечната. Потоа во третото блаженство се вели: блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Матеј 5 глава 5 стих. Третиот благослов е објавен за кротките. Тие ќе ја наследат земјата. По природа таквите луѓе можеби биле груби и темпераментни, но кога ќе се понизат и предадат себе се на Христовиот дух да ги води, тие се кротки и благи, исто како нивниот учител, кој рече дека е кроток. Кроткост значи прифаќање на својата ниска положба. Кротката личност по само себе е понизна и добра, иако може да биде лав за Бог кога е во прашање неговата вистина или да им излезе во пресрет на оние кои се загрозени. Кротките ќе ја наследат земјата. Сега, додека се на земјата, можно е да доживеат секакви непријатности, навреди, па дури и одземање на својот имот, како што било тоа во првиот век, па и понатаму. Но тие знаат дека небесната земја е нивна и со радост го очекуваат своето наследство. Потоа имаме четврто блаженство: блажени се кои гладуваат и жедуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. Благословот се дава на гладните и жедните за праведност. Им е ветено дека ќе бидат наситени. Тие копнеат за правда во сопствениот живот, посакуваат честност и правда во општеството, бараат практична светост во црквата. Тие чувствуваат жед која што ниту една рака на земјата не може да ја напои. Луѓето со ваков апетит ќе бидат изобилно благословени во Христовото идно царство. Тие ќе бидат наситени, бидејќи вечна ќе биде правдата по која копнеат и жедуваат на оваа земја. Потоа во петтото блаженство ни се вели: блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Во Христовото царство милостивите се благословени. Да се биде милостив подразбира да се действува милостиво и да се искажува милост према другите. Во една смисла тоа значи да се отстрани казната кон тие што ја заслужуваат. Во поширока смисла подразбира да се помогне во потребите на оние кои што самите не се во состојба да си помогнат. Бог ја покажа неговата милост со тоа што не поштеди од осудата што ја заслуживме ние поради нашите гревови. Кога сме милостиви, тогаш се однесуваме на божествен начин. Дали покажуваш милост кон оние што се неправдани, кон оние што се загрозени и така натаму. Потоа имаме шесто блаженство: блажени се чистите по срце или во срце, зашто тие ќе го видат Бога. Матеј 5 глава 8 стих. Бог ќе го видат тие што имаат чисто срце. Тоа е гаранција за сите кои имаат и се држат на моралните начела. Личност со чисто срце има чисти мотиви, несебични, чии што мисли се свети и совеста чиста. Сега некој ќе рече: има ли таков човек? Изразот тие ќе го видат Бог
može da se shvati na nekoliko načini. Prvo, tije so čisto srce go sledat Bog, сега преку заедништвото со Божиот збор и Светиот Дух. Второ, тие го гледаат Бог преку неговите објави и она што Бог им го открива. И трето, тие ќе го видат Бог во личноста на Господ Исус Христос, кога тој повторно ќе дојде. И четврто, тие ќе го гледаат Бог лице в лице, во вечноста. Тоа ветување е за сите, кои преку вера се држат за моралните вредности дадени од Бог. Има ли луѓе со чисто срце? Да, сите оние што се очистени преку крвта Христова, тие се прогласени за чисти по срце. Потоа имаме блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени синови Божи. Благословот се дава и на миротворците, на тие што творат мир насекаде. Бидејќи таквите ќе се наречат Божи синови. Обрнете внимание на зборовите на Господ Исус Христос. Тој не зборува за луѓе кои се само склони кон мирот или кои го сакаат мирот, туку на оние кои се активно вклучени да го реализираат тој мир. Тие така живеат и така действуваат. Природно е човекот од страна да ја гледа борбата, но божествениот пристап е да се действува позитивно во остварување на тој мир, по цена дури да се поднесе злострадање додека не се постигне. Миротворците ќе бидат наречени Божи синови. Тоа не е начин преку кој стануваат Божи деца, бидејќи Библијата вели дека ние стануваме Божи деца преку вера. Туку Божите деца, творејќи го мирот, потврдуваат дека се Божи синови и го запечатуваат својот статус дека и сега и во иднина ќе останат такви. Блажени се оние кои се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Тие што се прогонувани, но не заради нивните зли дела, туку заради праведноста, Божјото царство им е ветено на оние верници кои трпат поради правење добри дела, поради Исус. Светот не ги сака, бидејќи со нивната честност тие ја осудуваат совеста на тие што се нечестни. Го изнесуваат на светло нивното непријателство спрема Бог и нивната расипана совест и срце, и затоа го мразат праведниот живот, бидејќи ја разоткриваат нивната неправда. Потоа имаме блажените кои ќе ве навредуваат и гонат, изборуваат лажно против вас секакви лоши зборови заради мене. Последното блаженство изгледа како да се повторува од претходното. Меѓутоа, постои една разлика во претходниот стих, зашто темата е прогонство заради правда, а во овој стих прогонството е заради Исус Христос, поради тоа што припаѓаат на Исус. Господ Исус знаеше дека неговите ученици ќе бидат прогонувани и поради тоа што се негови следбеници ќе бидат прогонувани. Историјата тоа го потврдува со непрекинато непријателство против сите негови припадници. Мнозина се убивани, прогонувани, истерувани од своето огниште или домови, само затоа што го исповедуваат неговото име Исус. Тој начин бил и ќе биде, зашто е запишано тоа во Јован 16 глава. Радувајте се и веселете се, вели понатаму Исус, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Да се поднесува нешто заради Исус, донесува радост, голема награда за сите кои на ист начин претрпеле маќи заради ова свето име Исус. Старозаветните пророци, Божи слуги, останаа верни иако беа прогонувани. Тие што ќе издржат, како нив, ќе ја делат нивната сегашна радост и идна слава. Всушност, блаженствата представуваат портрет на примерни граѓани на небесното Христово царство. Во нив се среќаваат зборовите праведност, мир и радост. Апостол Павле може би мислел на овие блаженства кога рекол: зашто Божјото царство не се состои во јадење и пиење,
туку во правда, мир и радост во Светиот Дух. Тоа е запишано во Римјаните 14 глава, 70 стих. Почитувани пријатели, Бог нека ве благослови да можеме да живееме така како што Исус бара во овие блаженства. Амен.